Благодарам за Исо Мукич и светот на дланка и ја започнуваме веднаш првата тема за денеска. Ќе зборуваме отворено за една горлива тема за старт, за трговија со луѓе. Може и вие уште веднаш да се приклучите на телефонските броеви 2402-002 и 2402-005. Велам добро утро и добре дојдовте за Стојна Ангеловска од Отворена порта. Добро утро и добро утро до гледачите на ТВ Нова. Да, горлива е темата, имаме многу за муабет, не знам колку ќе имаме време да ги откриеме оние вистински прашања, но Отворена порта веќе 17 години се грижи во борба против трговијата со луѓе. Јас се згранав искрено да ви кажам кога ги читав оние статистики и бројки дека 8 годишно девојче е всушност најмалата возраст врзана во овој синџир би рекла во трговија со луѓе. Какви се податоците понатаму? Отворена порта, како што напоменавте, 17 години активно делува во Република Македонија на полето на борба против трговија со луѓе, преку програмите за превенција, едукација и директна помош и поддршка на жртвите. Во текот на нашето работење, околу 135 жртви биле идентификувани и добиле некаков вид на помош и асистенција од страна на Отворена порта. Во однос на идентификуваните жртви, бројот морам да кажам дека не е бројката некоја огромна бројка. Според статистиките од минатата година имавме идентификувано во Македонија 6 жртви, од кои што 3 беа полнолетни, а 3 малолетни жртви. За разлика од соседните земји, каде што бројките изнесуваат над 100 годишно идентификувани, оваа статистика е многу мала за нашата земја. Ние сметаме дека може би не отсликува реалната ситуација во земјата. Она што загрижува повеќе е тоа што жртвите на трговија со луѓе се македонски државјани. Ако во минатото зборувавме за жртви кои што доаѓаа од бившите СССР земји, од Бугарија, од Молдавија, од Украина, ние во последните години се соочуваме со внатрешна трговија со луѓе, каде што жртвите се македонски државјани, најчесто тргувани во рамките на нашата земја од еден крај во друг, или пак надвор во некои од европските земји. Да, во моментов имате една кампања "Што гледаш, биди ти нивниот глас" и можете уште сега, доколку имате, нели, да пријавите трговија со луѓе, да пријавите насилство, да пријавите принудна работа и сето тоа што се подразбира како некоја подреденост на луѓето, може да се јавите на телефонскиот СОС број 0800 111111. Кампањата е со познати личности, македонски лица, меѓу кои Столе Стоилов, Елена Ристовска, Катарина Ивановска, Викторија Лоба, Дани Димитровска, Весна Петрушевска, Ана Будневска, Тони Михајловски, да ги запознаеме се повеќе луѓето со оваа горлива тема дека навистина постои и постои во Македонија. Токму затоа и самата кампања е наречена "Што гледаш", односно ја повикуваме целокупната јавност да биде проактивна и да се вклучи активно во борбата. Да, што гледаме? Гледаме човек, но има нешто зад сликата. Токму така, сите ние ги гледаме секојдневно децата на улица кои што се присилени да питачат. На ниедно дете не му е местото да биде на улица, на минус 20 или на плюс 40, изложено на најразлични видови на загадување. Животот му е во опасност бидејќи се наоѓа на сами раскрсници на булеварите. Секое дете заслужува да биде на игралиште, да игра со своите врсници, да биде во училиште, да се образува, меѓутоа за жал не сите деца ги имаат тие можности. Од друга страна, ние како граѓани секојдневно ги гледаме, меѓутоа доста пасивно реагираме во однос на овие случаеви, да ги пријавиме во Министерството за труд и социјална политика, постои линија каде што може да се пријават ваквите случаеви, нивните екипи излегуваат на терен со цел децата да бидат отстранети од улицата. Да, трговците со луѓе често работат со корумпирани владени представници за да добијат и патни исправи и да не им бидат запленети пасошите при патување. Затоа пријавете насилство на СОС линијата 0800 111111. Околу 70% од тргуваните деца покажуваат самоубиствени тенденции. На каков начин им помагате на овие дечиња? Имате кај вас во Отворена порта, знам и социолози, психолози, но понатаму грижата за нив.
Трговијата со Прифатилишта луѓе, имате, знам, да. трговијата со луѓе представува најсурово искористување на човековото тело и труд, при што најбрутално се прекршуваат човековите права, меѓутоа исто така сите оние лица кои што успеале да излезат од трговијата со луѓе се соочуваат со долгогодишни, да речам, и физички, посттравматски, стресови, и физички проблеми, телесни и така натаму. Отворена порта, тимот на Отворена порта работи во прифатилиштето за жртви на трговија со луѓе, каде што се обезбедуваат сите услуги кои што се потребни на жртвата. Од сигурно сместување, храна, облека, образование, правна помош, медицинска помош, се до нивната крајна реинтеграција во средината. Односно, и после излегувањето на едно лице кое што било жртва од трговија со луѓе од прифатилиштето, помошта и поддршката продолжува и во неговата домашна средина. Значи, социјални работници им помагаат да можат полесно да се вклопат во средината, медиација помеѓу образованието и лицето и така натаму. Значи, тоа е една широка палета која што во секој случај зависи од случајот на кој што се работи. Секоја една жртва има посебни потреби кои што треба да и се задоволат за да може да ги надмини сите оние трауми со кои што се соочила или пак здравствените проблеми со кои што ги има. Во рамките на организацијата работат психолози, социјални работници, педагози, стручен кадар кој што им овозможува на овие лица повторно да можат да го земат животот во своји раце. Да, најмалата жртва, како што веќе споменав, на сексуална експлоатација во Македонија е само 8 годишно девојче. Статистиките во минативе 2 години говорат дека најголем број или 90% од идентификуваните жртви на трговија со луѓе се деца. Кој е одговорен за судбината на децата? Најчесто, не само кај нас, него и на светско ниво, најчесто се деца под 18 години, токму поради ранливоста на децата, односно неможноста или незнаењето или немањето доволно информации како да се заштитат од трговијата со луѓе. Кога зборуваме за трговија со луѓе, зборуваме за луѓе кои што развиваат високоинтелигентна стратегија со цел да вовлечат што е можно повеќе деца во трговијата со луѓе. Еден од начините како ги вовлекуваат е токму интернетот, така наречениот метод на љубовник преку манипулација на емоциите, вовлекување во трговија со луѓе. Значи, секојдневно најразлични методи смислуваат трговците како да ги вовлечат овие деца. И од друга страна, многу е полесно едно дете да се заплаши, да се држи под контрола отколку возрасен човек. Меѓутоа, сепак тие контролни механизми исто така секојдневно напредуваат и точно знаат како можат едно дете да го држат во под контрола. Ние сме имале дури и ситуации кога лицето, девојчето било и во семејството, одело во училиште и повторно била жртва на трговија со луѓе, токму поради тоа што била заплашувана, уценувана, а сето тоа може многу силно да влијае за едно дете да не каже надвор од средината што му се случува и со што се соочува. Според вас, треба ли децата да бидат застапени на социјалните мрежи? Тоа е нешто во тренд, нешто што е отворен свет до сите и отворено може да допрат до вашето секојдневие и до вашата приватност. Децата треба ли да бидат присутни на социјалните мрежи? Тоа е начинот на кој што комуницираат во денешно време децата преку социјалните мрежи. Интернетот има многу голем придонес во развојот на човештвото, овозможува брз пристап до информации, стекнување на пријателства со луѓе од цел свет. И доколку правилно се користи, дефинитивно може да придонесе многу. Меѓутоа, секогаш треба многу да се работи со децата. Што значи тоа правилна употреба на социјалните мрежи, правилно користење на интернетот? За жал, профили, многу е лесно да се направи лажен профил. Многу е лесно да се направи анализа на едно дете преку неговиот профил. Кој е тоа дете, што сака, зашто сонува и токму од другата страна на социјалната мрежа да се направи таков компатабилен профил.
и да почне таа комуникација. Најчесто така и ги вовлекуваат. Од другата страна, лажен профил се представува, например, како, не знам, одреден дечко или девојка на приближно нивна возраст, започнуваат разговор, фино им се одвива разговорот по долг период и после извесен период се одлучуваат да се сретнат. Или пак почнуваат од другата страна да им параат да разменуваат одредени фотографии и така натаму. Значи, тоа се пософистицирани начини на вовлекување, меѓутоа родителите мора да бидат многу будни во однос со кого комуницираат нивните деца и на каков начин комуницираат. Да. Ги споменав некои од познатите македонски лица, меѓу кои е и Марко Новески. Во моментов колешката Габриела Додавска е заедно со него, па повели Габи, дали се слушаме? Добро утро, Ана, за тебе и добро утро за твојата гостинка. Така како што спомена, веќе сме во Хепи Радио, на работното место каде што се наоѓа Марко. И најпрво морам да му се извинам за тоа што толку порано го извикавме да дојде на работа, да поразговараме на оваа тема. Марче, се вклучуваш во кампањата Трговија со луѓе под хаштаг "Што гледаш, биди нивниот глас". Како се најде сред оваа кампања? Ми исконтактира од Идеја Лаб, да ме повика, ме праша дали би учествувал и нормално никогаш не одбивам да бидам дел од вакви кампањи, посебно кога станува зборнели за подигање на свеста за ваков проблем. Така да одма прифатив и станав дел од кампањата. Знаеме ли можеби некои факти, еве да ги споделиме, кои што се поврзани токму на оваа тема? Знам, благодарение на компјутерот, искрено ти кажам. Со факти сега, баш ги читав дека не ги знаев овие факти, не се интересни факти, туку се искрено вознемирувачки факти. Еве, околу 30, за да не се мачиш тебе, јас ке ти помогам. Околу 30.000 жртви на трговија со луѓе со цел сексуална експлоатација годишно умираат поради насилство, болести, тортури и негирање на проблемот. Се зимаат како робови на возраст под 24 години, а некои се помали и од 6 годишна возраст. Еве околу 30.000 жртви тоа има и други интересни. Ја почнав да ги читам и се вознемирив, многу вознемирувачки ми дојдоа по сабајле вака. Во светот просечна цена за една жртва од трговија со луѓе изнесува $90, а тоа е цена и за чанта од позната марка. Знам, стварно е Навистина се вознемирувачки така. Мислиш ли, Марче, дека преку ваква кампања каде што се вклучуваат јавните личности може да се подигне свеста кај граѓаните, па е еден начин храброст и мотив за оние кои што на некој начин можеби се вклучени во тоа да храброст да го пријават тоа? Па, искрено тоа не е целта на кампањата и не би ја правеле доколку не би мислеле дека нема да вроди со плод. Така да, искрено ги охрабрувам сите оние кои што се надевам дека никој нема никош да биде дел од нешто вакво и да треба да го заврти телефонскиот број. Но во случај ета го отворена линијата секогаш 800 111 11, ако не се лажам така 0800 111 11, добре, запомнете барем нешто од тоа што требаше. Слободно нека се јават и нека го пријават проблемот, дека пак ќе кажам целта на целата оваа кампања е за да подигнеме свеста и да го тргнеме овој проблем, да не биде више толку табуизиран, ако може така да го наречам. Така, тоа може да го сторат и на твојот Facebook профил, каде што веќе имаш поставено профил фотографија со бројот и со хаштагот на кампањата. Марче, изненаден бев и од тоа, извини што те прекинав, колку јавни личности тебе прифатиле да бидат дел од кампањата. Ја гледам и Викторија Лоба, Весна Петрушевска, Димитар и ред други што ми е многу драго. Со други збори може да кажам дека нема некој што не прифатил. И тоа многу ме радува. Може да се вклучи било кој со поставување на ваква фотографија. Марче, ти благодарам и уште еднаш извини за тоа што рано те викнавме, но Пака твој на смејано лице кога ќе го видам слободно, можеш уште еден сат порано да ме викнеш. Голем поздрав и до студиото. Ти благодарам, Марче. Сега те оставам да посакаш добро утро на 107,4 на Хепи Радио и да им го разубавиш денот на вашите слушатели. Ти благодарам. Ана, се селиме кај тебе во студио. Благодарам за колешката Габриела Дудевска и Марко Новески. Имаше што да каже во врска со кампањата. Што гледаш? Пријави насилство на телефонскиот СОС број 0800 11 111. Го продолжуваме разговорот со Стојана Ангеловска од Отворена пурта. Пријави принудно питачење, пријави сексуална експлоатација, пријави принуден брак.
И ова го има. Да. Значи, трговијата со луѓе има најразлични форми на експлоатација спаѓаат. Ова се само дел од формите. Еден човек може да биде искористуван, експлоатиран на многу различни начини. Тука спаѓа присилна проституција, присила за извршување на кривични дела, отстранување на органи, присилни бракови, присила за питачење, трудова експлоатација во градежништво, во текстилна индустрија, во земјоделство. Значи, постојат најразлични облици на искористување на еден човек. Кога зборуваме за трговија со луѓе, секогаш зборуваме за искористување на човекот при што не постои доброволност од страна на лицето. Се она што го извршуваат жртвите на трговија со луѓе, го извршуваат под присила и против своја волја. Крајната цел на трговијата со луѓе не е на некое лице да му се наштети, не знам, физички да го малтретираат или да му се наштети емоционална некоја болка, тага. Крајната цел на трговијата со луѓе е добивање на финансиска заработка од целиот овој процес. Тоа е организиран криминал, во себе вклучува голем број на активности. Од страна трговците немаат некој голем влог во однос на овој бизнис, црн бизнис да го наречеме, меѓутоа постојаното искористување на едно лице значи постојана и добивка за трговците. Тоа е крајната цел и постојано имаат можност да заработуваат, а при тоа не прават никаков влог. Огромни се сумите кои што секојдневно на светско ниво се ги заработуваат, за жал преку искористување на човекот. Ситуацијата во која што се наоѓаат овие лица е слична на ситуацијата на робовите во робовладетелско општество. За жал во 21 век и целиот овој развој на општеството ни се уште имаме луѓе кои што се наоѓаат во вакви услови, во робски услови. Што доколку некој пријави насилство? Ето од сите овие форми што ги кажавме, што понатаму со тие луѓе? Не мора тој лично да биде нели во тој синџир на трговија со луѓе, но е сведок на некакво искористување. Што понатаму со тие луѓе? Каква ви е алката и дали соработувате со државните институции, можеби? Отворена порта има остварено многу добра соработка и со Министерството за внатрешни работи и со Министерството за труд и социјална политика. Во борбата против овој криминал ние мораме да бидеме здружени, заеднички да делуваме. И како да се заштитиме, да. СОС телефонската линија е отворена секој ден од 8 часот наутро до 20 часот навечер. Секој оној кој што може би бил сведок или се сомнева, или пак му се потребни дополнителни информации за трговија со луѓе, или пак е жртва на трговија со луѓе, слободно, анонимно може да се обрати на оваа телефонска линија. Понатаму случајот во зависност од барањето на јавувачот се проследува до Министерството за внатрешни работи, бидејќи сепак тие се оние кои што имаат мандати, кои што се борат против овој криминал, со цел да продолжат со нивните истражни мерки, со цел да помогнат во дадена ситуација. Значи, во зависност дали е случајот да или се упатува во Министерство за труд и социјална политика, или се упатува во Министерството за внатрешни работи. Доколку е потребно сместување, нели лицето може да му се обезбеди сместување, може да му се обезбеди психосоцијална помош и поддршка, разговор. Се зависи од случај до случај, меѓутоа во секој случај постои ова координација и соработка помеѓу отворена порта и останатите институции кои што посветено работат на овој проблем. Да, според статистиките на отворената порта, 6 лица веќе биле идентификувани како жртви на трговија со луѓе, 6 семејства. Овие лица не се само бројка, се нечии пријатели, ќерки, синови, војни стрини. Да. Најчесто луѓето сметаат дека не, ова мене не може да ми се случи, на моето дете не може да му се случи. Ние низ годините сме имале најразлични случаи, значи деца кои што биле од добри семејства, ситуирани семејства, сме имале мажи, жени, возрастни, кои што, за жал, западнале во трговијата со луѓе, деца, значи, секој еден може да стане жртва на трговија со луѓе, доколку во дадена ситуација донеси одлука за која што нема доволно информации, избрзана одлука. Секој еден може да биде изложен на овој ризик. Ние затоа апелираме
колку што може повеќе луѓето да се информираат, бидејќи ти кога се информиран што значи трговија со луѓе, кои се ризиците, ти знаеш и како да се заштитиш од истите. Овие статистики не се конкретно од отворена порта, се статистики на Република Македонија кои што заеднички во соработка со Министерство за труд и социјална политика и полиција биле идентификувани и асистирани овие лица. Да, знам дека фокусот ви е во борба против трговија со луѓе, но имате уште 3 програми кои ќе не ги кажете сега. 17 години е навистина бројка што постоите од 2000-та година, па имате премногу програми, премногу кампањи, меѓу кои е ова најактуелна во моментов, трговија против трговија со луѓе. И уште еднаш посетување до гледачите на телевизија Нова дека може да се вклучат и тие самите, доколку во моментов отвараме ваква горлива тема, но треба да се разговара за да луѓето се вклучат и за да се помогне на оние што навистина им треба. Може да се јавите доколку сте сведок или сте самите жртва на насилство на 0800 111 вклучите се во кампањата против трговијата со луѓе. Да, токму така отворена порта работи на 3 програми. Едната програма е превенција и едукација, што значи дека континуирано во овие 17 години спроведуваме најразлични активности со цел да ја подигнеме свеста посебно на младите од основни, средни училишта, од факултетите, но исто така доста работиме и со професионалците, како што се обуки за полиција, за социјални работници, новинари, останати невладини организации, сите оние кои што се во непосреден допир, да речеме, со младата популација. Редовно правиме истражувања, следење на темата и објавување на најразлични превентивни материјали. Во рамките на програмата, во рамките на организацијата функционира прифатилиштето, како што кажавме, СОС телефонската линија, но исто така и придружна социјална работа, каде што значи дека социјални работници на отворена порта обезбедуваат услуги за потенцијалните жртви на трговија со луѓе и жртви на трговија со луѓе надвор од прифатилиштето. Отворена порта има и своја канцеларија во Центарот за баратели на азил. Од 2015 па до денес активно вклучена во помош и поддршка на бегалците, односно помош и поддршка на оние најранливи категории, како што беа децата, многодетни семејства со многу деца, бремени жени, стари лица, жртви на трудова експлоатација или пак на трговија со луѓе, жртви на родово базирано насилство. Во двата транзитни центри постоја отворени простори каде што се обезбедуваат сите овие услуги. Исто така отворена порта е активно вклучена во креирањето на политиките на национално ниво, член на Националната комисија за борба против трговија со луѓе, активно учествуваме со наши предлози, сугестии и коментари, но исто така и спроведување на овие национални акциони планови кои што се донесуваат на годишно ниво. Аеродромите се често мета од страна на трговците со луѓе за да направат аукција на робови. Да. Во однос на ова, жени и деца се продаваат за проституција и многу често местата за трговија со луѓе се јавни и достапни за очите на секој од нас, само треба подобро да ја препознаеме. Токму затоа ние изборуваме за трговија со луѓе, бидејќи некогаш можеби нешто се случува пред нашите очи, а ние однемање на доволно информации не сме во можност да го заприметиме. Понекогаш потребен е само еден повик, само една наша мала реакција за да се смени животниот тек на одредено лице и токму затоа ние апелираме. Трговијата со луѓе постојано ги менува своите форми и облици, како се случува и каде се случува. Ако во минатото зборувавме повеќе за трговија со луѓе на некои појавни места, во кафе, барови, во ресторани, каде што можеби беше повидливо, кога зборуваме за трговија со луѓе во Македонија, сега тоа оди се по-скриено. Приватни станови, апартмани. Од една страна скриено, бидејќи станот не е јавно место, меѓутоа од друга страна сите оние соседи од страна можат да пријават што се случува токму во станот до нив. Потешко е можеби за полицијата да влезе во секоја една зграда и да константно да следи што се случува, меѓутоа соседите кои што се околу можат многу да придонесат во борбата против трговијата со луѓе со само еден повик.
Во тие прифатилишта верувам дека имате искуство досега, 17 години сте. Од најмала до не знам која возраст е од прилика? Најчесто се возраст до 30-35 години биле. Дали од некој од овие што биле експлоатирани, биле малтретирани, биле во оваа алкана трговија со луѓе, дали некој го продолжил животот најнормално? Верувајте, сите искусиле најразлични видови на насилство, од сексуално насилство, психичко насилство, физичко насилство. Продолжил ли некој после тоа, после сите тие трауми? Продолжуваат, дефинитивно продолжуваат, не сите успеваат повторно да го вратат животот во своји раце, меѓутоа сме имале доста успешни приказни каде што лицата успеваат да ги надминат сите трауми и понатаму да продолжат со својот живот да најнормално да се вклучат во живењето. Да. Темата има многу прашања. Ви благодарам за денешното гостување во утринската отворена програма на телевизија Нова. Стојна Ангеловска беше тоа од Отворена порта за оваа горлива тема или борба против трговијата со луѓе, но ИТН продолжува понатаму. Ќе отвораме и уште две теми. Најпрвен да ги слушнеме најновите информации од земјава заедно со Александра Велинова. Александра, повели.